Добро вечер, Битола. Добро вечер, Македонија. Добро вечер, македонци, турци, албанци, роми, срби, власи, бошњаци и сите ние кои што живееме во ова убава Битола и во нашата заедничка Република Македонија. Поканата за денес да учествувам на овој собир тука во Битола, после учеството во Скопје и во Ресен, ја добив точно на денот кога една историска личност, големиот Мустафа Кемал Ататурк, матурирал тука во училиштето во Битола и потоа тргнал да ја гради големата турска држава која што денес е најдобар пријател на Република Македонија. Точно затоа и нашето македонско-турско здружение, кое што функционира 10 години, го носи името на Мустафа Кемал Ататурк, човекот кој дел од својот живот го поминал тука. Би сакал да ви кажем една легенда поврзана со него, која што е поврзана со мултиетничкиот карактер на Битола и на Република Македонија. На ова улица која што е пред мене, тогаш на Хамидија Џадеси, потоа нели улица Краља Петра, па Маршал Тито, па сега Широк Сокак, живеела убавата Елени Каринте. Таа била ќерка на богат влав, на трговец, во која што младиот Мустафа Кемал, тогаш се уште не бил Ататурк, нели, се влюбил. Бидејќи родителите на Елени Каринте не дозволувале да склучат брак, тие ја омажиле, но таа љубов останала како една легенда, битолските Ромео и Јулија, Мустафа Кемал и Елени Каринте. Зошто ви го кажувам? Од секогаш во овој град живееле луѓе од сите етнички заедници. Ние имаме многу познати луѓе кои што ја промовирале Битола во светот, а не биле македонци. Например, ја имаме Мириета Бајрамовска, позната наша ракометарка, репрезентативка. Најубавата песна за Битола, Битола мој роден крај, ја напишал Ајри Демировски, турчин. Браќата Манаки, првите сниматели на Балканот биле власи, нели? Имаме уште многу луѓе и личности во историјата кои што биле на разни функции, спортисти, доктори, кои што биле познати во Битола, кои што живееле заедно рамо до рамо со македонците и немале никакви проблеми, какви што немаме ни ние денес. 10 години функционира македонско-турското здружение Мустафа Кемал Ататурк. Во нашите редови има македонци, албанци, власи. Едноставно Македонија во мало, Битола во мало. И 10 години функционираме без никаков проблем. Кога ние можеме да функционираме, зошто да не може Македонија да функционира мултиетничка како нашето здружение? Во Република Македонија сите етнички заедници ги имаат сите права загарантирани со Уставот и со позитивните законски прописи. Морам да кажам дека ние во општина Битола, например, имаме советник турчин. Во владата на Република Македонија има министер турчин. Во парламентот има пратеник турчин. Исто така има и албанци, и срби, и власи. И мислам дека ова мултиетничка Македонија, како што функционирала досега, треба да функционира и понатаму. Секакви поделби треба да ги осудиме и секакви обиди за поделби треба да ги осудиме. Да кажеме не за бинационална, да кажеме да за мултиетничка Македонија. Македонија била и ќе биде дом на сите нас, кои што сме родиле тука, кои што сме се родиле без разлика на нашата етничка припадност и се надевам дека така ќе остане и понатаму. Да живее заедничка, мултиетничка Македонија. Да живее Битола. Ви благодарам.